Бронзениот медал на Менделеевата Олимпијада не е само признание, туку кулминација на месеци тивка борба, вели Даниел Христов, чија возбуда се уште не стивнува. За овој успех стоја долги денови исполнети со по 7 до 8 часа учење, жртви и целосна изолација во името на една единствена цел. Неочекуваниот пречек од гимназијата, признава тој, го погодил длабоко и вели дека емоција што тешко се опишува. Споменот на минатата година кога медалот му избегнал за влакно, бил тивок поттик што не му дозволил да се откаже, туку да се оттурне уште подалеку од сопствените граници. Јас се чувствувам се уште многу возбудено, емоциите се уште ми се на високо ниво, иако успехот се случи пред некое време, еуфоријата сепак уште трае, па и со пречекот кој што го имав од гимназијата, мислам уште толку многу ме израдува тоа и воопшто не го очекував. Припремите на Хемискиот институт започна од јануари, но јас за Олимпијадата вежбам уште од почетокот на самата школска година во септември. Бев ослободен и кога не бев на училиште, можам да кажам дека во просек учев по 7-8 часа дневно можеби. Но исто така мора да посочам дека и лани учествував на истава Олимпијада, каде што за малку не освоив медал и сметав и тогаш заклучив дека всушност со уште малку труд може да се стигне до успехот. Оваа година овој ми е единствениот надпревар, бидејќи оваа година одлучив само да се посветам на хемијата и оваа Олимпијада ми беше главната окупација во последниве неколку месеци и сметав поради тоа што бев посветен само за Олимпијадата, успеав да постигнам подобар резултат. Христо веќе гледа напред, со јасна амбиција да го продолжи своето образование по хемија, вклучувајќи мастер и докторски студии, додека одлуката за тоа каде ќе студира ја остава за понатаму. Но пред него нема пауза. На 10 и 11 мај го очекува нов вклучен селекционен надпревар со теоретски експериментален дел. Токму таму ќе се одлучува дали ќе стане дел од македонскиот тим што ќе ја представува земјата на интернационалната хемиска олимпијада во Узбекистан. Понатаму во план ми е да продолжам нормално да студирам хемија и да се гледам на страна. По факултетот планирам да завршам мастер студии како и докторски студии, но сега за сега се гледам на страна да студирам факултет и за тоа ќе размислувам дополнително каде ќе одам. Сега ми престои уште еден надпревар на 10 на 11 мај и ова исто така селекционен надпревар и кој ќе се содржи од теоретски и од експериментален дел и овој надпревар е сега за одбирање на македонскиот тим за представување на Македонија на интернационалната хемиска олимпијада која што ќе се одржи годинава од 10 до 19 јули во Ташкент, Узбекистан. Јас се надпреварувам уште од четврто одделение, на почетокот се надпреварував математика, природни науки, а подоцна почнав и физика, хемија и биологија. Јас сметам дека и ова подршка што беше пружена не беше мала, но сметам дека во иднина треба уште повеќе да се поддржуваат надпреварувачите на државата, бидејќи ние таму не се представуваме самите, туку ја представуваме воедно и нашата држава. Иако вели дека не може да ги изброи своите надпревари, Христов јасно ги истакнува медалите како траги од долгогодишната посветеност, од раните почетоци во четврто одделение па се до меѓународните успеси. Неговиот пат низ математиката, природните науки, физиката, хемијата и биологијата сведочи за широчината на знаењето што го градел со години. Тој испраќа и силна порака дека поддршката за младите надпреварувачи мора да расте, бидејќи зад секој нивни настап стои достоинството на државата што ја представуваат.